Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Сега, што може да направи Унијата доколку денеска ВМРО ДПМН јасно ги отфрли незините притисоци и остане на својот став за отфрлање на тиранската платформа? Колку и да размислуваме, ќе дојдеме до заклучок дека Унијата не може да направи ништо во таква ситуација. Евентуално ќе направат некаква пресконференција на која ќе ни се заканат со препораките за почеток на преговорите, преговори за кои веќе 10 години ги имаме исполнето сите услови, а никако не ни даваат да ги започнеме од добро познати причини. Ќе направат некакво истражување од организација како што е на пример Transparency International, во која е финансирана од фондацијата Отворено општество и во која ќе наведа дека Македонија наводно нема слобода и демократија. А во исто време гледаме партиски параинституции на Социјалдемократскиот сојуз, како што е специјалното јавно обвинителство, кои удираат по сите медиуми кои не се нивни истомисленици. Одлуките на Унијата не се обврзувачки, па аналогно на тоа Унијата нема моќ да интервенира по одредено прашање во било која земја. НАТО како алатка за дисциплинирање веќе им е дерогирано од страна на Соединетите Американски држави. Најважното можеби се наоѓа токму во следново. Европа не е Европската Унија. Европа се Германија, Франција, Британија, Шпанија, Португалија, Италија, Австрија, Чешка, Словачка, Полска, Шведска, Норвешка и така натаму. Македонија треба билатерално да бара мислење за платформата, но и за сите останати поголеми прашања од сите овие држави посебно. Зборот на Британија преку Лондон, на Франција преку Париз или на Германија преку Берлин тежи многу повеќе отколку нивниот збор искажан преку Брисел. Сите овие држави ја користат Унијата како економска придобивка за нивните национални економии, а истовремено сите отфрлаат Унијата како наддржавен апарат кој ќе управува со нивните земји. Затоа Унијата ја изгуби својата политичка моќ, а последниот удар и го зададе токму Британија со одлуката да излезе од Европската Унија. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.